Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Јулија Велковска. Председателот Барак Обама постигна договор со конгресните лидери за зголемување на сумата колку може да поземи владата, со што Соединетите Американски држави ќе можат навреме да ги подмират кредитните обврски. Иако Конгресот допрва треба да гласа за мерката, веста позитивно се одрази на европските и на азиските берзи. Еве ги најновите моменти. Американскиот председател Барак Обама постигна договор со лидерите во Конгресот за подигање на границата до која владата може да позајмува. Договорот предвидува кратење на владините трошоци од $1 трилион во наредните 10 години, како и формирање на конгресна двопартиска работна група со задача да работи на дополнителни скратувања од 1,5 трилиони. Групата ќе разгледа и други можности, како зголемување на даноците и кратења во здравственото осигурување. Конгресот допрва треба да се изјасни за договорот, што се очекува да мине во Сенатот, каде контролата имаат демократите, но најверојатно ќе најде на противење во Претставничкиот дом, каде мнозинство се републиканците. А веста за договорот за долгот беше проследена со подем на пазарите на акции. Позитивен тренд од околу 1% веднаш на отворањето забележаа берзите во Лондон, Париз и Франкфурт, а слична ситуација и на пазарите во Токио и Хонг Конг. Председателот Барак Обама изјави дека е вџашан од насилството на сириските власти врз сопствениот народ, откако активисти за заштита на човековите права јавија дека во армиски напад во централниот град Хама загинале најмалку 80 лица. Во соопштението на Белата куќа се наведува дека шокирачките извештаи од Хама го покажуваат вистинскиот карактер на владата на сирискиот председател Башар ал-Асад. Обама вети дека Соединетите Американски држави ќе го зголемат притисокот врз Асад и ќе соработуваат со другите земји за изолирање на сириската влада. Од светот на филмот, Анџелина Џоли и Бред Пит на затворањето на филмскиот фестивал во Сараево. На Џоли беше доделена специјална награда за истакнување на проблемите на босанските бегалци и за учинокот во филмската индустрија. А според бројот на продадени влезници во киносалите викендов, најгледани остварувања се Штромфовите и Каубојци и Вонземјани, и двата со заработени $36 милиони. Hey guys! Во тек е обемно истражување што би требало да фрли светло на ризичните фактори за децата за најразлични проблеми, од аутизмот па се до дебелината. Генетските и животни фактори се особено на детален преглед во оваа студија. Истражувањето бара одговор на многу прашања. Како реагираат децата на условите во животната средина, воздухот, водата, храната, почвата. Тоа испитува и многу други фактори, семената динамика, генетиката, но и колку часа на ден децата гледаат телевизија. Со студијата раководи доктор Стивен Хиршфилд од Националниот институт за здравје. Наша цел е да дознаеме како детето да се развие во здраво возрасно лице кое придонесува во општеството. Опфатени се 100.000 деца и од метрополите и од руралните области. Истражувачите ги следат нивните здравствени податоци од раѓањето па се до 21 годишна возраст. Доктор Майкл Лу од Универзитетот на Калифорнија, Лос Анџелес, говори за обемот на истражувањето. Истражувавме бројни детски здравствени проблеми, како астмата и аутизмот, дефекти при раѓањето, дебелината, разни проблеми во учењето и однесувањето. Собраната база на податоци ќе биде отворена за научниците од цел свет, а истражувањето, вели Лу, има потенцијал да го промени начинот на кој гледаме на здравието на децата и нивниот понатамошен развој. Во тој контекст, тоа можеби ќе ги смени постојните закони што се однесуваат на здравието на децата и заштитата на животната средина. Надежта е дека преку него здравствените лица ќе развијат превентивни стратегии и упатства за поздрав живот, а децата ќе можат да станат поздрави личности и кога ќе пораснат. Раѓањето на планетата на мајмуните е продолжение на Планетата на мајмуните, научно-фантастичната серија што дебютираше во 1968 година. Премиерата на новиот филм беше во четвртокот во Њујорк.
We're talking about huge potential for millions of people. Our therapy enables the brain to repair itself. We call it the cure. Джеймс Франко го толкува Вил Родман, научник во водечка фармацевтска компанија, кој истражува лек за обновување на мозочното ткиво на човекот. Бара лек против Алцхаймеровата болест, од која страда татко му. Истражувањата ги прави врз мајмуни. This one. Does it work like we predicted? With one exception. The drug has radically boosted brain functioning. You mean increased intelligence? Вил усвојува малечко шимпанз, Цезар, и го одгледува во својот дом. Цезар учи да чита, пишува и поприма човечки навики, но неговиот животински инстинкт еден ден извира на површина кога ќе го нападне соседот кој го задева Чарлс, таткото на Вил. Вил нема друг избор, мора да го врати Цезар зад решетки, каде на своја кожа ќе ја почувствува темната страна на човештвото. Тоа раѓа револт меѓу мајмуните. Енди Серкис го толкува Цезар. Станува свесен дека светот не е мирољубиво место и мора да направи избор за да преживее. Серкис се подготвува за улогата, проучувајќи ги движењата на мајмуните. Филмот сигнализира крај на човештвото и раѓање на нова ера на мајмуните, со што отвора пат за нови продолженија на оваа филмска серија, популарна меѓу публиката. А во следната емисија, дали има надеж за остварување на амбициозната цел – вакцина против вирусот ХИВ? Гледате утре во Ньюсфлеш. Ветувачко откритие. Лекарите напаѓаат дел од вирусот ХИВ што не се менува, за да развијат ефикасна вакцина. Зова утре во Ньюсфлеш. Од студиото во Вашингтон го гледавте Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонскија. Јас сум Јулија Велковска. Продолжете да не следите и на нашата веб страница glasnaamerika.com и на Facebook. Благодарам на вниманието, имајте пријатна вечер и гледајте ни утре.